И оваа среда добродојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. Во продолжение сите случувања како го одбележавме и денешниот ден, а тековно ќе се информирате и за сите новости. Следете не. Министерството за економија и труд соопшти дека согласно Законот за празници на Република Македонија по повод празникот Ден на македонската револуционерна борба, утре четврток 23 октомври е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија. Заврши изградбата на крак на улица Ѓорги Соколов заедно со подпорна конструкција. Проектот чини 2.320.000 денари, од кои 1.122.811 денари се од Министерството за транспорт, а другите од општинскиот буџет. Заврши реализацијата на проектот за изградба на крак од улицата Ѓорги Соколов, како и подпорна конструкција. Улицата е во должина од 110 метри и површина од 750 метри квадратни, а проектот се реализира преку Министерството за транспорт за поддршка на имплементација на декада и стратегија на ромите. Финансиската конструкција изнесува 2.320.000 денари, од кои 1.122.811 денари се од Министерството за транспорт, а останатите се од буџетот на општината. Изведувач на работите е фирмата АС Машини. Децата заслужуваат простор за игра, смеа и среќни спомени. Ново детско игралиште на површина од 100 метри квадратни профункционира на улицата Рајко Жензифов. На улицата Рајко Жензифов се изгради уште едно прекрасно детско игралиште на површина од 100 метри квадратни. Веќе се поставени шарени и безбедни реквизити за најмладите, а во изминатиот период се поставија и гумена подлога, ограда, клупи и корпи, се што им треба на децата за безгрижна и весела игра. Работите ги изведува фирмата Теракота од Прилеп. Ова е само едно од многуте игралишта што ги уредува нашата општина, затоа што децата заслужуваат простор за игра, смеа и среќни спомени. Доколку утре има парламентарни избори, ВМРО ДПМН би освоило над 60 пратеници. Според владеачката партија, граѓаните избраа работа, избраа проекти и вистински луѓе на вистински места. ВМРО ДПМН како апсолутен победник на локалните избори со освоени 33 општини во првиот круг и водство во 19 плюс градот Скопје би освоило над 60 пратеника доколку утре има парламентарни избори. Додека пак СДС и Филипче би биле трета партија во некои изборни единици. ВМРО ДПМН во однос на минатите локални избори има скок од 12.000 гласа, додека пак СДС е во дебел минус од 111.000 гласа. Во однос на добиените советнички места, ВМРО ДПМН има 550 места во советите на овие локални избори, или во споредба со локалните 2021 скок од 82 места, додека од друга страна СДС има околу 230 советнички места, што е за 166 места помалку од 2021 година. Исто така, ВМРО ДПМН има освоено и најмногу советнички места во 59 општини и градот Скопје, од кои во најголем дел има апсолутно мнозинство во советите. Почитувани граѓани, историската победа на овие локални избори на ВМРО ДПМН се должи на успешната работа на градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН изминатите 4 години, како и работата на владата предводена од ВМРО ДПМН и председателот Христијан Мицкоски, кој ги поддржа општините како никогаш досега.
Затоа продолжувам и понатаму, со работа и со реализација на она што е ветено. Граѓаните го направија вистинскиот избор. Избраа работа, избраа проекти, избраа вистински луѓе на вистински места. Ги повикуваме граѓаните на 2 ноември, на вториот круг од овие локални избори, повторно да излезат и да ги поддржат кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ со заокружување на бројот 9. СДСМ со своја математика наспроти математиката на ВМРО-ДПМНЕ. Доколку има парламентарни избори, ВМРО ќе добие 52 пратеника, а СДСМ 21. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија реагираше на тврдењата на ВМРО-ДПМНЕ дека се апсолутни победници на локалните избори, посочувајќи дека бројките, според нивната анализа, покажуваат сосема поинаква слика. ВМРО-ДПМНЕ не може да го скрие падот, бројките се јасни и немилосърдни кон нив. Анализата на пратеничките места според гласовите е прецизна математичка операција која јасно покажува дека ВМРО-ДПМНЕ би паднале на 52 пратеници, а СДСМ би имале најмалку 21, соопштија од партијата. Од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вела дека очајните обиди за манипулација се резултат на шокот поради падот од преку 140.000 гласа, што како што наведуваат е сигнал дека граѓаните ги препознале лагите и погрешните политики. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја продолжува битката за уште 17 општини. Ги повикуваме граѓаните масовно да излезат на гласање во вториот круг и да гласаат за кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, докажани честни луѓе кои уште во првиот круг покажаа дека имаат што да понудат, се додава во соопштението. Реакцијата следува по објавата на ВМРО-ДПМНЕ дека со над 300.000 гласови и повеќе од 550 советници низ земјата и Скопје се апсолутен победник и дека, според нивната пресметка, кога утре би биле парламентарните избори, би освоиле над 60 пратенички места. Во недела ќе се освети црквата Свети Никола во село Манастирец. Со чинот на осветувањето ќе чиноначалствува митрополитот Повардарски господин Агатангел. Почитувани верници, на 26 октомври недела, во 8 часот, по благодата на Светиот Дух, нашиот духовен татко, митрополитот Повардарски господин Агатангел, благоволи и ќе го освети храмот посветен на Светиот Николај Чудотворец во селото Манастирец, а потоа ќе отслужи првата света божествена архиерејска литургија во него. Тој ден нашиот митрополит ќе навезе уште еден бисер на герданот на нашата Свети Климентова Македонска православна света црква. Затоа ве повикуваме да дојдете на овој несекојдневен свет чин и земете учество во истиот и така осветени го примите благословот Божи. Воедно ве повикуваме и на вечерната воскресна служба која ќе се отслужи во предвечерието на 25 октомври, сабота во 17 часот. Нека Господ Бог по молитвите на Светиот Николај Чудотворец сите луѓе ги помилува и спаси. Амин. Продолжуваме со спорт. Последните 10 минути беа кобни за кошаркарите на Тиквеш Голден Игл. Кавадарчани загубија на гостувањето од Работнички со 99-87, откако во последниот период примија дури 32 коша, а дадоа само 20. Продолжија возбудувањата во машката кошаркарска Суперлига. Вчера се одигра 3 средби од третото коло, кое беше пролонгирано заради изборите. Кошаркарите на ТФТ ја оправдаа улогата на фаворит и извојуваа убедлива победа на гостувањето кај Чаир со резултат 64-82. Ова беше трета победа за тимот кој оваа сезона ќе ја представува Македонија во АБА-2 лигата и трет пораз за Чаир од исто толку надпревари. Кожув дојде до нова луда победа овој пат над Гостивар со резултат 73-72. Гостите имаа +2 на 3 секунди пред крајот,
но Парвис со нова луда тројка во последната секунда, второ коло поред му донесе триумф на својот тим. Екипата на Работнички ја забележа првата победа сезонова и тоа против Тиквеш Голден Игл со резултат 99-87. Откако им беа укинати забраните за ангажман на странци, Работнички се консолидираше и стигна до првата победа. Сепак, можеме да речеме дека кавадарчани самите се победија. Во последните 10 минути се влезе со егал резултат 67-67. Работнички во овој период постигна дури 32 поени, а Тиквеш само 20. Од ова коло денес ќе се одигра средбата Куманово Феникс, а во петок ќе играат Ангели МЗТ и Пелистер Маđари. ГРК Тиквеш славеше на гостувањето кај Радовиш со 26-33. Радовишани по првото полувреме имаа предност од 13-11, но во вториот дел до израз дојде квалитетот и искуството на кавадарчани. Вчера се одигра последниот надпревар од 8-то коло во машката ракометна Суперлига, во кој Тиквеш како гостин го совлада Радовиш со 26-33. Ракометарите на Радовиш, кои редат порази во првата лига, имаа изненадувачко водство по првиот дел на Тиквеш со 13-11, но не можеа да го издржат темпото, па на крајот, поради големиот пресрт во второто полувреме, победа славеа кавадарчани. Ке Тиквеш Димитар Коцев и Богдан Мијушковиќ беа најефикасни со по 7 погодоци, а 6 постигна Мартин Димовски. Осмото коло во ракометната Суперлига помина во знакот на гостинските екипи, а единствената домашна победа ја забележа Бутел против Струга со резултат 30-27. Вардар како гостин славеше против Куманово со 25-32. Еврофарм Пелистер како гостин го совлада својот втор тим со 27-34. Алкалоид во Скопската пресметка како гостин славеше против Пролет со 20-29, а најубедливата гостинска победа ја забележа Охрид, кој на гостувањето кај Прилеп славеше со 18-34. ГФК Тиквеш во петок во 14 часот и 30 минути ќе го пречека Арсими. Оваа средба представува убава можност за кавадарчани да им се вратат на победите. Овој викенд по паузата заради изборите продолжуваат и фудбалските возбудувања. Во 10-тото коло во првата македонска фудбалска лига, веќе во петок, 24 октомври, ќе се одиграат две средби. Во Куманово Башкими ќе го пречека Шкупи, а во Кавадарци Тиквеш ќе игра со Арсими. Оваа средба е убава можност кавадарчани да им се вратат на победите. Во сабота во Скопската пресметка Работнички излезот од кризата ќе го бара во дуелот со Македонија Ѓорче Петров, а Струга борбата за врвот ќе ја продолжи како домакин на Струмичка Брера. Во недела Силекс во Кратово е фаворит во дуелот со Битолски Пелистер, а дербито на колото се игра во понеделник помеѓу Шкендија и Вардар. Средбите во петок и сабота се играат со почеток од 14 часот и 30 минути, а оние средби во недела и понеделник ќе се одиграат 1 час порано од 13 часот и 30 минути. Во третата македонска фудбалска лига група Југ утре ќе се одиграат средбите од 6-тото коло. Во дербито на колото Росоман ќе му гостува на Превалец во Велес. Екипата на Венецот Дисан ќе му гостува на тимот на Млекар, додека Дреново на домашен терен ќе го пречека Влазними Јуниор. Башкими е домакин на Тополка, а Ултрас ќе го нагости лидерот Борец од Велес. Во последниот надпревар во Крушево
Питу Гули го пречекува тимот на Бучин. Сите средби се играат со почеток од 14 часот. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со сончеви периоди, кон крајот на денот и во текот на ноќта. Во западните делови ќе има повремен локален дожд, ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Температурата ќе се движи од 11 до 22 степени. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме денешниот ден. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови со програмата на КТВ телевизија.